Трошоците за живот во Македонија продолжуваат да растат, а од август граѓаните ќе се соочат и со повисоки банкарски провизии за најкористените услуги. Според најновите податоци, минималната потрошувачка кошничка достигнала речиси 69.000 денари, што е за повеќе од 7% повисоко во споредба со истиот период минатата година. Најголем раст на трошоците е забележан кај храната, транспортот и горивата, додека инфлацијата во мај достигна 4,8% на годишно ниво. Од Сојузот на синдикатите на Македонија предупредуваат дека реалната вредност на платите се намалува и дека се поголем број семејства тешко ги покриваат основните животни потреби. Дополнителен товар ќе бидат повисоките банкарски провизии, при што дел од услугите ќе поскапат за над 30%. Најголемо зголемување ќе има кај плаќањето сметки на шалтер, одржувањето на сметки и користењето одредени банкарски услуги. Синдикатите повторно повикуваат на системски мерки за заштита на животниот стандард и осогласување на платите со растечките трошоци за живот. Новиот предлог закон за оружје предвидува значајни промени во условите за поседување и користење оружје во Македонија. Една од главните новини е скратувањето на рокот на важење на дозволата за оружје од 10 на 5 години, што ќе овозможи почести проверки на здравствената и безбедносната состојба на сопствениците. Законот предвидува и обврска секој барател да достави изјави дека обезбедил соодветен простор за безбедно чување на оружјето. Дополнително се отвора можност за доброволно предавање и легализација на нелегално оружје, без кривично гонење за нелегално поседување. Предвидени се и нови правила за категоризација на оружјето, како и ограничување за ловџеите кои ќе можат да поседуваат најмногу 10 парчиња оружје. На јавната расправа дел од засегнатите страни изразија резерви, особено околу скратувањето на рокот на важност на дозволите и административните процедури за нивно продолжување. Предлог законот ги уредува и условите за купување, транспорт, складирање, производство и пренос на оружје, со цел усогласување на домашното законодавство со европските стандарди и зголемување на безбедноста. Грчкиот туристички сектор продолжува да бележи силен раст и покрај геополитичките тензии на Блискиот Исток кои влијаат врз туристичките движења во Медитеранот. Според официјалните податоци на Банката на Грција, во првите 3 месеци од годинава, земјата ја посетиле 3,4 милиони туристи, што е зголемување од 38,3% во споредба со истиот период лани. Уште поголем раст е забележан кај приходите од туризмот, кои достигнале 1,67 милијарди евра, односно пораст од 64,3% на годишно ниво. Овие резултати следуваат по рекордната туристичка сезона минатата година и покажуваат дека Грција останува една од најатрактивните туристички дестинации во регионот. Аналитичарите оценуваат дека најновите бројки дополнително ги зајакнуваат очекувањата за уште една успешна туристичка сезона и продолжување на позитивните трендови во грчкиот туризам. Албанија се соочува со нов феномен на пазарот на трудот. Се повеќе пензионери остануваат активни и работат, додека бројот на млади луѓе се намалува поради иселувањето. Според податоците на Албанскиот институт за статистика во периодот од 2019 до 2025 година, бројот на активни пензионери достигнал околу 177.000, додека во истиот период околу 144.000 млади лица до 29 години ја напуштиле земјата. Дел од пензионерите продолжуваат да работат по сопствен избор, но за многумина главната причина се ниските пензии и потребата од дополнителни приходи. Во Албанија во моментов има повеќе од 730.000 пензионери, а нивниот број секоја година се зголемува за околу 15.000 лица. Истовремено, помладите генерации се намалуваат поради иселувањето и нискиот наталитет, што создава сериозен недостиг од работна сила, особено во производството, градежништвото, туризмот и услужниот сектор.
За да го надоместат недостигот од работници, албанските компании во последните години се почесто ангажираат странски работници, најмногу од азиските земји и од регионот. Европската Унија продолжува да бележи пад на цените на земјоделските производи. Според најновите податоци на Европската статистичка служба во првиот квартал од годинава, просечните цени биле пониски за 2,9% во споредба со истиот период лани. Во исто време, трошоците за основните производствени влезови, како енергијата, ѓубривата и сточната храна, останале речиси непроменети и се намалиле само за 0,4%. Меѓу земите членки на Европската Унија, Хрватска се издвојува со раст на цените на земјоделските производи од 8,5%, што ја бројува меѓу земите со најголемо поскапување. Најголем раст е регистриран на Малта, каде цените се повисоки за 14,8%, додека Финска бележи раст од 5,5%. Од друга страна, најголем пад на цените е забележан во Белгија, каде земјоделските производи поевтиниле за 12,9%, потоа во Германија и Литванија. Податоците покажуваат дека европското земјоделство и натаму се соочува со различни пазарни движења, а Хрватска останува исклучок во период кога поголемиот дел од Европската Унија бележи намалување на цените на земјоделските производи. Во Германија повторно се отвори дебата за враќање на 40-часовната работна недела како мерка за зајакнување на економијата. Дел од работодавачите сметаат дека подолгото работно време ќе зголеми продуктивноста и конкурентноста, додека синдикатите остро се противат, предупредувајќи дека работниците не треба да работат повеќе за иста плата. Прашањето предизвика протести во Мерцедес-Бенц, каде вработените се противат на можноста за враќање на 40-часовната работна недела без зголемување на платите. Дебатата доаѓа во време кога германската економија се соочува со сериозни предизвици и недостиг од работна сила. Работниците во австриските супермаркети имаат почетни минимални плати од околу 2100 евра бруто месечно, согласно колективните договори. Висината на примањата зависи од работното место, искуството и квалификациите, а со напредување платите значително растат. Покрај редовната месечна заработка, вработените добиваат и 14 исплати годишно, вклучувајќи регрес и божикен додаток. Во 2026 година платите во трговскиот сектор се зголемени за 2,55%, а интересот за работа во австриските трговски синџери останува висок, поради стабилните услови и можностите за професионален развој. Инфлацијата во Соединетите Американски држави забави повеќе од очекувањата во јуни, најмногу поради значителниот пад на цените на горивата. Индексот на потрошувачките цени се намали за 0,4% на месечно ниво, што е најголем пад од април 2020 година, додека годишната инфлација се спушти на 3,5%. Цените на бензинот паднаа за речиси 10%, а енергијата за 5,7%, додека храната бележи благ раст. Новите податоци се објавени во пресрет на сведочењето на претседателот на Федералните резерви пред Американскиот конгрес, каде инфлацијата ќе биде една од главните теми. Светската здравствена организација предупреди дека епидемијата на ебола во Демократска република Конго може да биде 2 до 4 пати поголема од официјално пријавените бројки. Според Светската здравствена организација, досега се регистрирани над 1900 заразени и повеќе од 700 починати, но реалниот број случаи веројатно е значително повисок. Организацијата соопшти дека не достигаат финансиски средства за справување со кризата и апелираше до меѓународните донатори да ја зголемат поддршката. Во меѓувреме, здравствените власти ги интензивираат напорите за откривање и изолирање на новите случаи на ебола, откако заразата се прошири во 2 нови провинции на Демократска република Конго.